Повелете. 2,8 милиарди евра беа денари имате. Да, поправка 2,8 милиарди евра е извозот од зоните. Кажав денари, се извинувам. Повелете, еден по еден ќе дадеме прашање. Се гледа дека се гради патот, но кога ќе има нови инвестиции, пошто се знае дека фабриката за нас се режиси уште една недела, ќе се помни една година, цела година, што е последната инвестиција. Докаде се приближи? Сите други инвестиции се во тек, ги имаме насекаде по зоните низ државата. Герешајмер ќе направи некаде, не знам, крајот на октомври, почетокот на ноември, почеток на изградба и тоа е првата фаза која што се гледа. Еве токму позади нас овој прекрасен објект на завршување, а целиот овој простор, Александар веројатно ќе ви каже, не знам, до погледот на очите, до столбовите веројатно доле, е за втората, третата и четвртата фаза на Герешајмер, кој што се соодветно го представувавме кога беше самиот проект, како ќе се развива самиот проект. Странските инвестиции продолжуваат во државата. Во моментот преговараме за инвестиции вредни 3 милиарди евра. Се надам 10% да успеат, се 300 милиони евра крупни инвестиции, тоа само по законот за стратешки инвестиции во државата. Формирани се 4 комитети, соодветно за 4 инвестиции со кои што разговараме. Во тек се постапките за новите инвестиции во фотоволтаици од 100 мегавати, кои што верувам дека крајот на октомври или ноември, кога завршува постапката, ќе се отворат. 56 документации се подигнати за Чебрин и Галиште. Разговараме веќе за наша инвестиција во новата централа во Грција, Александрополис, и во гасниот терминал. Во државата се отворени преговори за инвестиции заради тоа што тргнавме во една засилена економска дипломатија на највисоките поставени структури во владата, тоа се министрите и лично јас како премиер, за инвестиции во производствени капацитети. Разговараме со 10 турски компании за индустриската зона во Гевгелија, која што исто дел од тирзовите и специјално веруваме дека таму можеме да ги развиеме токму тие активности. Неколку активности веќе се договорени во зоната Визбегово и во индустриските зони по градовите низ државата. Така да мислиме дека овој период, ако некаде не можеме комплетно да ги реализираме плановите со старт на градба на фабрика или почеток на градба, барем да ги постигнеме договорите. Денеска владата ќе објави дека поддржавме некаде, ако не се лажам, повеќе од 40 нови домашни инвестиции согласно законот за финансиска поддршка на инвестициите. И тоа се нови 40 и повеќе инвестиции, не ме фаќајте за збор. Точно, денеска ќе заврши владата што вчера почна, каде што вредноста е повеќе од 20 милиони евра, директни инвестиции од самите компании, а државата ќе ги поддржи по законот за финансиска поддршка на инвестициите. Така да, сите оние големи политички одлуки што ги донесовме беа за инвестиции за економија. И верувам дека дури и за време на COVID-19 нема да застанеме, заради тоа што на тој начин ги помагаме и домашните компании, економијата домашна која што работи. Гледате, сме стрекни за сите работни места кои што обстоија, преку мерките ги одржуваме за да го байпасираме овој период, но и секако и динамиката на работење во самите фабрики ширум државата да биде на едно поприлично одржливо, би го нарекол поуспешно ниво од било каде во регионот и во Европа. Повелете? На темата. Повеле? Точно така. Вака сега. Договорот со Кеслер од страна на владата и од страна на државата за сите компании се дадени сите исти услови и беа поддржани комплетно го направат. Кеслер ја направи својата инвестиција, но на крајот решија да останат надвор од зоните и да не инвестираат во објект во зоните. Што доаѓа до Саген, Саген е во фармацевската индустрија, они веќе регистрираа фирми, работат на терен, регистрираат лекови. Тој договор најверојатно во иднина, во кратка иднина, во краток временски период ќе се препотпише. Следуваат уште два договори кои што во брзо време ќе истечат. Тоа се Джемдак и Доган, тоа беа многу помали инвестиции, но поради промена на економската ситуација, поради причини надвор од владините мерки или од владините можности, компаниите решија дека нема да инвестираат.
Тоа се природни текови на економија, знаеме дека сме во средина на криза, се надевам дека други веќе ќе нема, заради тоа што сите други малтеневи се изградија. Спекулација се спекулира дека ако економскиот пат продолжува, владата размислува да ги продава акциите во Телеком. Ваш коментар за ова? Немаме ниту разговарано, ниту размислувано. Секако, ако некогаш се одлучиме за таква работа, прво ќе информираме јавноста, второ ќе разговараме прво со Deutsche Telekom, тој е нашиот партнер, кој што има 62%, ние имаме 38%, не. Во делот на тоа што го спомнуваме за продажба јавни приватни партнерства или слично, зборуваме за ресурси за развој, не заради финансиска ликвидност на државата. Сега се разбиени буквално сите лимити на јавен долг и во светот и во Европа и на секаде. Ние немаме проблем, буџетот е стабилен, финансиските приходи можете да ги следите, објавуваат се на секаде, гледате дека најголемите даноци, данокот на додадена вредност, персоналниот данок на доход и данокот на добивка, иако имаме одложени аконтации со одлуки или уредби со законски сили, сите се или на исто ниво или имаме одредено зголемување. Значи, ние сме финансиски стабилни. Екстензивноста на буџетот кој што ја гледате во овој ребаланс, а веројатно ќе има се додека трае кризата, е барање начин како да се вбризгат дополнително плюс пари за да ја помогнеме на економијата. Еве се исплаќаат субвенции до крајот на оваа година, се надевам и со ребалансот ако помина, што треба да се исплатат до 30 јуни 2021. Сега ги исплаќаме. Изградбата на проектите и завршните или времените ситуации ги испраќаме сега до крајот на годината, иако имат некој рок до крајот на 2021. Сите овие начини ги вградивме за да бризгаме пари внатре во економијата, и сите тие пари се плати, одржливост на компаниите, работните места, стабилноста и слично. Развивме една ваква политика заради тоа што мислиме дека секоја криза е можност. И кога тоа вака развиено, покрај тоа што имаме четврт пакет на мерки, имаме развојни компоненти во економијата, еве Европа ќе не помогне со 9 милиарди како Западен Балкан, на 18 милиони жители, тоа значи 2 милиони жители во Северна Македонија, некаде околу милиарда, грантови, на кои што ќе се налепат 20 милиарди во целиот Западен Балкан од ЕБРД, Европската инвестициона банка и други финансиски институции, тоа не е доволно. Затоа сите наши ресурси и потенцијали сакаме да ги ставиме во погон. Затоа ги отворивме дебатата за, легализација на колите со странски регистарски таблички. И следува закон за тоа прашање, за продажба на земјоделското земјиште. Зборуваме за парите кои што во кеш ги има, во сефови, во тавани, под перници, како да ги кажам, надвор од системот, да ги вратиме некаде во системот да работат. Зборуваме како да унапредиме услугите и угостителството преку декриминализацијата и легализацијата на марихуаната. Многу идеи доаѓаат од многу стручни луѓе, ние ги отвараме како дебата. На крајот ќе ни помогне пред се стручната јавност, но и политичката јавност. Во целиот овој аспект јас верувам дека имаме многу неискористени потенцијали кои што треба да ги искористиме. Решавањето на правно-формалниот дел на Охридскиот договор, договорот со Бугарија, договорот со Грција, НАТО членството и почеток преговори со Европската унија, на крајот на денот се заради економија и економски стандард. И верувам дека овие слики кои што ги гледаме на подготвување на инфраструктура за да бидат мотивација или примамување на инвеститори да токму овде инвестираат во државата, ќе успее дополнително да влијае на севкупниот раст и развој на економијата во Северна Македонија. Добро, прво за ребалансот на буџетот, верувам дека навремено, согласно сите процедури во собранието, ќе се донесе ребалансот на буџетот. Има јасно поделовник како се одлучува за буџет и за ребаланс на буџет. Апелирам отвореност на министерот за финансии или заменикот кој го застапува, сето тоа што е добро
и постои можност државата да го isfinansира, да се прифаќат амандманите. Немаме предрасуди дали ќе дојде како идеја од опозицијата, македонска, албанска, од некој пратеник од владеачките партии или слично, да заврши процедурата. Навистина буџетот на крајот го носи парламентот и тој е конечен во својата одлука. Мене ми е значено ако може, како што се запазени процедурите, до крајот на октомври, заради тоа што сите тие пари алоцирани треба да ги вбризгаме, истрошиме, исплатиме ноември и декември. И се многу значајни средства кои што очекуваме дури падот на бруто домашниот производ од 5% токму заради тие пари да биде намален на минус 4,4%, 0,6% од бруто домашниот производ да влијаат токму тие пари, така да навремено очекуваме на буџетот. За делот на коментарот од представник на раководството на ВМРО ДПМН дека пратеници од помалите политички партии од коалицијата Можеме се нудат за да може да променат страната или додат со ВМРО ДПМН, јас ќе кажам дека се имат изгледа мувата на капата. Си прават буквално излет на мозокот и тоа ќе го потврдам со тоа со која албанска партија. Ќе поништат Охридски договор, Преспански договор, ќе поништат договорот со Бугарија. Со кој ќе формират мнозинство од 61%? Значи, еве кажувам, за да ги придобиете 2, 5, 10, ви треба албански партии. Така, филозофијата на размислувањето, со која? На која политичка основа? На укинувањето на трите договори? На создавањето на чиста Македонија? Зборев пред 2 години, зборувам и сега. Додека не ја променат менталната матрица во своето политичко делување, ќе остана долго време опозиција. Јас најавувам дека во следниот период, како што кажав и порано, помеѓу 3 и 6 пратеници ќе дојдат да поддржат ова мнозинство заради политиките, заради предлог решенијата. И апсолутно не треба да бидете нешто посебно упатен, за да знаете дали заради пуста фотелја да се сочува во ВМРО ДПМН, се пуштат вакви пораки без било која политичка иднина. Го кажувам заради нивната политичка поставеност, како политичка партија, само за цел да се одврати вниманието од дебатата дали да се промени или не раководството на ВМРО ДПМН. Тоа е за мене, но да си бидеме посветени убава инфраструктура, златни фабрики, економија важна, помош, мерки на граѓаните и така натаму и така натаму. Сега одиме од оваа страна, па после кај вас. Повелете. Ние имаме на 10 ноември Берлински процес, каде што сме домакини, Северна Македонија и Бугарија, каде што токму јас како председател на владата и премиерот Борисов сме првите домакини во името на нашите земји. Се надевам до тогаш ќе биде реализирана и посетата моја и на владината делегација на Софија или Република Бугарија, за да можеме секако и да поразговараме за сите овие работи. Јас сакам да ја посетам Бугарија, не го кријам тоа што е моја желба за првата моја официјална посета од соседните земји да биде Република Бугарија заради пријателството, заради тоа што првиот мандат почна така и верувам успеси големи на државата се прокнижија во целиот овој период и верувам дека тоа ќе се случи. А на проблемот работиме. И толку можам да кажам, кога ќе има некои излезни решенија, веднаш ќе ги соопштим. Здравство, економија се е врзана се. Не, повелете. Така што кога планирате
пати, знаете, не го снимам па да го слушам полека, да одговорам, па ќе ви дадам па второ, па трето, нема проблем. Тука сме да дадеме да одговориме. Значи, останувам конзистентни на нашите политики дека институциите во парламентарна демократија во нашата земја треба да бидат максимално функционални. Јас не сум приврзаник на вонредна состојба, иако давам многу поелегантни, поефикасни начини на одлучување. Парламентот на крајот е заштитата на слободите, на демократските права на граѓаните и тој треба да биде во функција. Јас верувам дека ќе се најде начин, ќе се смогне сили, ќе се понесе одговорност и од власта и од опозицијата, односно од парламентарното мнозинство и од парламентарното малцинство, да се донесе начин на работење на парламентот преку онлайн, дали за целиот парламент, дали за тие што ќе бидат во самоизолација, дали за пратениците позитивни или што ќе бидат позитивни, сите сме навистина потенцијално со можност да бидеме заразени во периодот кој што доаѓа. Гледате, денеска денот се разбудивме, бројките се навистина до плафон на секаде во светот, а и кај нас, богами. Во такви едни околности верувам дека не треба да размислуваме за вонредна состојба, и вонредната состојба уставотворецот ја опишал ако е веќе не дај Боже ситуација, ако се мора тоа да се направи. Така да парламентот треба да работи. Поврзано токму со тоа дека се броени и деновите, ако имаме 10 плюс 5 ребаланс, 10 плюс 5 буџет, сепак еве тие 15 плюс 15 се 30 дена, ние имаме некои 70 на дена до крајот на годината. Има доволно време, секоја година на крајот на годината се носи буџет, се носи ребаланс на буџет, за да можат секако да се направат работите. Јас верувам дека ќе се добро организира начинот на редоследот на носењето на законите. Веќе парламентот и нашиот координатор Љупче Николовски, како представник на владата со парламентот, дадоа редослед на координацијата кај председателот Џафери на самите закони, затоа што се што е врзано со здравието е прв приоритет. После врзано со економијата и екзистенцијата на граѓаните втор приоритет, па после се другите законски проекти кои што одат. Верувам дека навремено ќе се донесат сите закони од кои што зависи организацијата на состојбата поврзана со COVID-19. Верувајте, прво нема нешто што би загрозило интереси, здравје, економија на граѓаните што не може да се реши. Секој пат, јас сум првиот што зборува за диалогот, сакам диалог и сакам да разговараме за се. Треба да се обединиме на големи проекти, треба да се обединиме на ковид, решавањето на проблемите, на многу работи. Верувам дека парламентот продолжува да изнаоѓа решенија, тоа е работа на парламентот. Ние тие лидерските средби ги употребуваме и кога треба и кога не треба. Верувам дека таму господинот Мицевски, координатор на ВМРО ДПМН, господинот Јован Митревски на СДСМ, Изет од ДУИ, од Алијанса и Алтернатива координаторите и од Левица ќе седнат секој пат да најдат решение. Знаете како, секој ден сме под вашиот објектив на камерите или на апаратите и преку вас народот знае сите како одлучувам. Одговорноста секако е неголема на власта, ама одговорноста е присутна и кај опозицијата. Јас верувам дека ќе седнат во парламентот и ќе изнајдат решение за се доколку треба, како што е доколку треба вонедна. Верувам не треба се уште, но и за сите други решенија како што е редоследот на носењето на законите, правото на опозицијата да си ги каже своите ставови, причинско-последичните врзања на работата, значи ребаланс треба да се донесе за да почнеме да разговараме за буџетот и не би требало прво буџет па после ребалансот. Тие се логични последици по кои што ќе разговараме. Повелете. Следниот пат на интервју ќе даде. Здравствениот систем сигурно нема да колабира. Сигурно не дека нема да колабира. Ние имаме обезбедено капацитети болнички за сите. Лекарите, медицинските сестри и целиот здравствен персонал се максимално посветени. Полицијата и инспекцијските служби си ја вршат работата, но најголема помош ни се граѓаните.
Ако навистина ги почитуваме мерките, можеме многу да им помогнеме на лекарите и на вработените во здравствениот систем, кои што и јас потврдувам се истощени, се изморени. И затоа, заради своето здравје, заради здравјето на нашите родители, пријатели и роднини, заради здравјето и енергијата на нашите лекари и медицински сестри, апелирам да ги почитуваме мерките, а здравствениот систем сигурно ќе се снајде, сигурно ќе опстои, сигурно ќе се ја заврши својата работа и убеден сум дека тоа ќе биде многу поуспешно од многу дури и поразвиени земји во Европската унија. Повелете. Законските измени веќе беа во собранието, кога утврдивме дека треба да се дополни самиот закон за, не знам дали е за здравствена заштита или за заразни болести, не можам точно да реферирам на кој закон се работи. Побаравме од пратеничките групи да интервенират со амандман, затоа што тоа може да го направат, се согласие пратеничките групи да интервенират со амандман. Со самата интервенција со амандманот се отвара можноста да мерките кои што се последна препорака на Комисијата за здравствена заштита да бидат имплементирани. Верувам дека до крајот на месецот, можеби ако бидат побрзи почетокот на идната седмица, може да се направи таа измена, заради тоа што таа е една од приоритетите. Од таквата измена зависи имплементацијата на препораките на Комисијата за здравствена заштита. Ние се доведовме да разговараме во државата за нешто што не смееме да помислиме, не па да го разговараме. Прво пописот го одложивме од Мицковски и опозицијата бара да бидат одложени. Неколку месеци пред пандемијата. И го направивме тоа. Таму беше согласено се. Има состаноци со директорот на статистика, заменикот со службите со се. Има правила Евростат и треба да ги почитуваме до крај. Сега гледам се отварат некои дебати дали устав ќе се менува, рамковен договор тама работа 100 пати кажав. Пописот и резултатите никако не влијаат на уставот, на рамковен договор или слично. Да се растаретиме од оваа работа. Пописот треба да се спроведе баш заради рамномерниот развој, економските параметри, статистиките кои што ни требаат во државата и тоа треба да го спроведеме. Одговорност на секој граѓанин, не на Заев и на Мицковски, ова работа на попис да излеземе, да си пополниме анкетните листови кои што ќе бидат сега помали во обем, заради тоа што електронски веќе голем дел од податоци се собрани во Заводот за статистика. Повеќе тоа не се прави преку комисии создадени од влада, власт, опозиција или партии. Статистика тоа го спроведува и април месец 2021 е месецот за спроведување на пописот. Ве молам, повелете. Па ќе ми ги вратат ако ви кажам кој. Ако сакате да ви кажеме од кој град. Залам, ако постигнеме договори и тоа се случи, веднаш јавно ќе го соопштиме. Уште еднаш напоменувам, разговараме за проекти, за конкретни политики, за многу природни спојки кои што треба да се случат, за да бидат секако легитимни одлуките на соодветни пратеници зашто ги поддржуваат ваквите политики.